Јанг Дати, за прв пат пред камерите на Хајп телевизија. Ти благодарам што ја прифати мојата понуда да бидеш мој соговорник. Како се, кажи ми за почеток? Фала ви на поканата, супер, како сте вие? Супер сме и ние со оглед на тоа што е 20 договоривме да се видиме. Те фативме у 5 за 12. Не у 5 за 2. 5 до 2, ама баш у 5 до 2. Да. 5 до 2. Намерно ја избрав ова локација во градскиот парк, затоа што слушнав дека имаш интересни спомени и дека ти е омилено место. Може ли да ги споделиш со нас? Така, па градски парк ми е цело детство. Јас сум од Девармало, цел живот живеам од Девармало и парк ми е онака цело детство, сите тинејдж години ги имам поминато тука, значи буквално имам растено на ова место и уште од дете најлудите дешавки у секој период од животот до, да речеме, 21 година ми се случиле баш тука на ова место. Так. Имаш ли омилено место во паркот? Па имам многу омилени места во паркот. Кога бев тинејџер највише сакав да седам на сепариња. Кога ми треба некогаш да размислам нешто, да сум сам со себе, одам најчесто во другиот дел од паркот и таму знам да шетам, знам да одам да трчам, така да тој дел ми е омилен кога сум сам. А кога сакам да се дружам, секогаш сум се собирал на сепариња со екипата. Може би првиот бакнеш или првата симпатија имаш занесено на дејт тука? Па сигурно, вака не се сеќавам искрено, ама сигурно. Добро, ајде, не се сеќаваш. Вака, сакам да поразговараме малце за твоите почетоци, класика, нели? Сакам да ми раскажеш како се одлучи дека баш ќе работиш оваа професија и кога осозна дека ти, ете да речеме, си роден за оваа професија. Па јас уште од многу мал знаев да упалам камера и пред камера да правам некои кавери, да знаев многу често да се глупирам, да си ставам некоја перика, да ставам некои ноучари, па да правам кавер на некои познати рап песни, па дури некои поп песни. И некако во тој момент не сум бил свесен дека ова е тоа што сакам да го правам, но знам дека имав многу голема желба да бидам артист. И како што одеше времето, се повеќе и повеќе бев заинтересиран за музика, за сцена и кога бев тинејџер почнав да пишувам текстови сам. Некако болката ја претопував во текст, тоа е некоја болка пубертетска на 13 години и понатака почнав да пишувам и подобри, поубави текстови и имаше една ера, SoundCloud ера се вика, во трап музиката, тогаш таа ера мислам дека највеќе побуди нешто во мене да застанам и да речам окей, од денеска почнувам да правам музика и тоа многу брзо се деси. Јас сум таков лик, многу брзо одлучувам за некои работи и одма следниот ден решив дека ќе купам микрофон и така започна приказната за Јанг Дади. Тоа е некоја 2018-2017 година. Спомна, нели, дека ги пишуваш твоите песни, знаеме дека си автор на повеќето од твоите песни. Каде најчесто ја црпиш инспирацијата еве за една песна? Дали во секојдневието, дали еве некоја љубовна приказна или можеби случка од твојот живот или едноставно како еден артист креира убава песна? Мислам дека еден артист за да има добар текст или добра приказна, треба да ја доживее. Така да јас се што имам напишано, на некој начин го имам доживеано. Можеби не точно како што сум го напишал, меѓутоа сум бил инспириран од секојдневни случаи и мислам дека се инспирирам секој ден буквално од се. Значи, се дружиме, излагаме, нормално во врска си, не си во врска, зависи од периодот и се тоа некако си допринесува да напишеш некоја приказна. Дали Јанг Дади е во врска во моментот? Да. Која е таа срекничка? Не ја откривам сега, таа е мојата бести, она си знае која е и нема потреба јавно. Ќе ја откриеме ние полека. Кажи ми, паралелно студираш во Милано, пред тоа во Мадрид. Како одлучи да го надоградиш твоето знаење баш во тие земји?
Така, па Мадрид беше многу спонтано. Тогаш имаше Еразмус на факултетот кај што студирав и се одлучив така исто како за се што се одлучувам, во моментот дека окей, денеска ќе аплицирам да студирам во Мадрид. Ја ништо не знам за Мадрид, нит знаев како изгледа, ништо буквално. И аплицирав за Мадрид, ме примија, од тој момент ми искочија добри песни, добри ствари, почнав да станувам популарен со некои предизвици и од тој момент ми беше тешко да отидам за Мадрид, но одлучив дека ќе одам. Моментот кога отидов во Мадрид, сватив дека тоа е најдобрата одлука што сум ја направил во мојот живот, затоа што ми помогна многу да созрам, ми помогна многу да се инспирирам. Можеби една од најголемите инспирации ми дојде баш од Мадрид, тоа е песната Бести. И така некако од кога сватив како е да живееш во друг град во Европа, сватив дека можеби ми треба на неколку години да одам маце надвор од Скопје и да се инспирирам од други луѓе, друга средина, така натаму. Кажи ми, може ли да ми издвоиш некоја песна што ти е особено драга од твоите? Па, еве ќе ја издвоам Бести, бидејќи ја спомнав. Ќе издвоам таа песна затоа што таа беше една од првите песни која визуелно ја замислив уште пред воопшто да ја снимам професионално и да го направам спотот, некако се направи цел бренд околу таа песна и до ден денеска некако ми буди многу добри емоции и баш се погоди тогаш да извадиме на Валентајн, иако не беше наиспланирано, меѓутоа и тематиката се погоди и така некако мислам дека баш за таа песна сите коцки ги погодив. Препознат ли си по уникатниот стил? Често луѓето некогаш по социјалните мрежи те осудуваат тете кои ќе видат нешто поразлично, затоа што во твојот стил ти си стварно се издвојуваш од останатите. Еве на пример имаш некогаш розева боја на коса, ставаш лабело на твоите некои рекламни кампањи, тоа е доста интересно. Луѓето знаат да искоментираат нешто. Како реагираш на тие коментари? Па реално не допираат коментари до мене, поготово не е за мојот изглед. Јас си знам кој сум, си имам свој идентитет и мене ми се свија и да се фарбам, ми се свија и лабело да ставам, да не ми пука устата, значи скроз си го терам мојот филм. Јас цел живот сум се инспирирал од креативци и артисти кои се уникатни, кои прават нешто различно и цел живот сум се гледал така и себе си, така да не допира до мене. Како реагира твојата коса на сите тие промени? Па, со оглед на тоа дека уште имам коса, се надевам дека нема да ми падне. Јас ќе се фарбам уште, морам да го поздравам кој долги години ми ја фарба косата и долги години правилно се грижи за мојата коса, така да се дороне тука, мислам дека окей сум. Дали би прифатил да настапуваш на свадба, ама младоженецот да биде поранешен на девојката што ја пееш во некој од твоите песни? Па, глеј, јас најчесто не би настапил на свадба, меѓутоа доколку би настапувал за некој кој ми е многу близок и тоа би го направил од кејф. Меѓутоа сега ситуацијава е многу многу конкретна, така да не знам вака, не знам дали би настапил. А има ли некоја девојка што особено ја пееш во твоите песни? Или на мене така ми се чини само? Па нема. Мислам, сите имиња, сите приказни, имињата се сите фиктивни, приказните се инспирирани од мојот живот, но нормално се изменети за да бидат малце поинтересни. Морам да те прашам за прашината што се крена околу твојата изјава кај Лазаров во подкаст, околу соработката со Панчо и таа екипа од порано. Исто така Панчо имаше некој одговор на сето, твојата изјава. Па, моето прашање ќе биде кратко и едноставно. Која е твојата реплика, одговор на целата таа изјава што ја изведе он ете?
Така, кој што кажа, прашината се крева секогаш поред добриот коњ. Сакам само да кажам фала што се посветија 40 и нешто минути за мене и да му посакам се најдобро понатаму. Тоа е тоа. Што е потешко, да снимаш хит, да направиш хит или да преживееш скопска љубовна драма? Хит е тешко да направиш, а да преживееш скопска љубовна драма исто е многу тешко. Така да не знам што е потешко. Дали ти си преживеал некоја драма така? Па не. Мислам ништо посебно, наискрено. Кажи ми, која позната македонска пејачка може да те убеди да направиш дует само со еден поглед? Не знам искрено. Не знам, имам девојка. Кога би бил девојка на еден ден, која песна би си ја посветил на себе? Значи, ова треба да е од машки артист. Да. Би си ја посветил Вајфи, мојата песна. Добро. Ајде искрено. Има ли некоја песна од македонската естрада што тајно ја слушаш, ама не признаваш, ете не си ја открил никогаш? Има една песна што цела екипа Зимаент си ја пееме у кола. Во бело се вика, иде нешто. Во бело. На. Така да таа си ја пуштаме као guilty pleasure. Така, може би не мириса на некоја венчавка во бело наскоро или не? Не, рано е за тоа. Добро. Кажи ми, дали некогаш ти се случило да пуштиш песна на некоја девојка и таа да ти каже дека не ѝ се допаѓа? Да, многу пати. Дефинитивно. Дури некогаш било од аспект дека не им се допаѓало и за внимание. Например, као не ми се свија песна, врска немаш, за да може да влеземе во некоја интеракција. Како најчесто реагираш? Ете, која е искрена реакцијата? Јас највеќе почитувам искреност и најмногу почитувам конструктивна критика. Се зависи од кој доаѓа и која ситуација, меѓутоа кога девојче би ми кажала нешто така, најверојатно тоа би го направиле на смеа. Нема да се навредам сигурно. Кажи ми, кога би можел да направиш песна со било кој артист од светот, кој би бил и каков би бил спотот? Би направил песна, овие 2-3 години највеќе го пратам и го слушам Bad Bunny и би направил песна со него искрено. Он моментално има еден албум кој го посветува на својата култура и држава, така да би направил нешто што би го споил со нашата култура и нашата држава, заедно со него па да ги споиме културите, да биде нешто македонско и нешто латино. Кажи ми, што е полошо, да паднеш на бина среде настап или да забореш текст пред 5000 луѓе? Па, глеј, и двете се многу лоши. Меѓутоа, не знам, подобро да заборавам 2-3 збора на некоја песна, него да се утре да треба да идам у болница. Зашто баш интересно ќе биде тоа? Ќе биде интересно за гледачите и за да има рилови од мене и вјус, ама за мене сигурно нема да биде интересно. Дали си размислувал која е најголемата заблуда што луѓето ја имаат за тебе? Што е вистина, а што мит? Ете вака кога веќе неколку години си во естрадата, си слушнал се и се што е тоа што мислиш дека е вистина што го зборат, а што мит? Па најмногу слушам дека сум дигнат, дека многу лошо сум се понашал, дека сум арогантен. Меѓутоа секој што ме познава знае дека уопште не е така. Мислам, јас сум баш отворен со секој можен човек што ќе ми приде да си направам муабет. Мислам, онака народски човек сум, сакам да зборам со сите, да се дружам и така да мислам дека тоа е една погрешна слика скроз за мене. За крај имам еден предизвик за тебе, доколку би ми го одговорил. Имам неколку пејачки, да ми ги подредиш според твоите критериуми, еве ќе те оставам ти да одбереш, дали глас, дали убавина, дали кариера, да ми ги подредиш од најдобра до најлоша. Добро. Значи, прва е Антонија, па Мартија, Лара Иванова, Лина Пеовска и Елена Ристевска.
Сега вака, да не се ставам во лоша позиција, не сакам да ги подредам сите, затоа што сите ги познавам лично. Елена не ја познавам, ама како дете многу сум ја слушал и многу ја почитувам како артист. Меѓутоа сите други девојки овде кои се набројани, да речеме и директно имаме соработувано, така да сакам да ги поздравам, да кажам дека сите се прекрасни и на изглед и на глас и така да не можам наискрено да ги подредам вака по изглед. А по глас, прашање, вкус, така да мене сите ми се свигаат, да правиме поише македонска музика и да правиме поише дуети, отворен сум тука за сите и да ги поддржиме, поготово девојките на нашиот пазар. Ајде за крај, многу би сакала да ми го испееш тој делот. Знаеш на кој мислам од твојот последен хит, затоа што тоа е вирално, цела држава го става, имаше различни видеа направено, мимови и слични работи. Би сакала ете за нашите гледачи еден бакнеш за крај. Со Арам. Арам. Ти благодарам што прифати да бидеш мој соговорник со овој прекрасен разговор, откри некои детали од твојот живот. Се надевам дека ќе ни бидеш повторно, имаме спремено за тебе многу предизвици. Ти посакувам многу успех во кариерата и во студиите и се гледаме наскоро. Фала ви на вас за прекрасното интервју и се гледаме во наредна прилика. Јас сум Јанг Дади, а вие гледате Хајп Македонија.